За 10 секунди 25-годишниот програмер Александар Арсовски решава Рубикова коцка. Арсовски е еден од македонските рекордери во решавање на Рубикова коцка. Пресинг ТВ се увери во неговата брзина и способност. Пред камерата тој ни раскаже дека Рубиковата коцка во исто време е и едноставна и комплицирана. Кога ќе ја видите наредена, јасно е, без никакво предзнаење, што треба да направите и дека секоја боја треба да биде на свое место. Но решението практично е невозможно без инструкции и длабоко проучување на решенијата. Ова е виша математика. Многу луѓе почнуваат цела бела да наместат, ние ги игнорираме другите. Тоа го правиме во следниот чекор. Вториот чекор е да се наместат двата слоја. И се ова бара многу знаење на алгоритми, долгогодишна вежбање и така натаму, ама следниот чекор е да се наместат сите жолти одгора. И последно е да се ориентираат овие од страна што се останатици. Александар и уште неколку млади македонци неодамна ја формираа македонската Кјубик асоцијација, а членовите своите вештини ќе ги покажат на 17 ноември на првиот надпревар во местење на Рубикова коцка кај нас. Се надпреваруваме во 7 дисциплини. Главниот ивент, да речеме, е Рубиковата коцка, односно 3 на 3. Дека има нели по 3 коцки, мини коцки на страните. Ќе има и други ивенти. Ова е коцката 4 на 4, ќе има уште една 5 на 5, 2 на 2, пирамида и ја немам тука уште една с кјуб и 3 на 3 со една рака. Кој од овие коцки е најлесна за местење или пак можеби која е најспецифична за местење од овие коцки? Најлесна е, би рекол, или 2 на 2 или пирамидата, најверојатно, односно ние го викаме пираминкс. Најверојатно ова е најлесна, иако не изгледа така. Ама Рубиковата останува секогаш као најатрактивна и најпопуларна и сите мислам дека од неј започнуваат, па после идат на другите сфери. Останува нешто повеќе од 1 месец до надпреварот, па сите влюбеници во магичната коцка имаат време да ги совладаат техниките и да се пријават без разлика дали се почетници, експерти, млади или стари. Веќе имаме 50 на луѓе, очекуваме уште повеќе. Значи има време до тогаш да се пријават, а само 4 дена ни трае пријавава. Така да мислам дека ќе биде супер. Во Скопје како специјален гостин на надпреварувањето доаѓа бившиот светски рекордер, кјуберот Рон ван Брухем од Холандија.